Во овие времења, кога заради лични интереси на неодговорни политичари, нашата татковина Македонија и нашата општина Струмица се исправени пред еден од најголемите предизвици во последните 2 децении. Никогаш не било полесно да се избере која е вистинската страна. Никогаш не било полесно да се избере кој на граѓаните им нуди решенија за подобар и поуспешен живот. Никогаш не било полесно да се избере кој наместо страв, несигурност, подвикување кичма, јадење живи луѓе и пукање на граѓаните им нуди програма и проекти. Програма со која ние граѓаните и нашата општина Струмица ќе живееме подостоинствено и почесно денес. Но и проекти со кои нашите деца ќе не надминат во поуспешно и посрекно утре. Затоа само во последните 3 години владата на Република Македонија под водство на председателот на нашата партија ВМРО-ДПМН Никола Груевски за сите граѓани на општината реализира проекти со кои буџетот на нашата општина доби преку 4 милиони евра директни средства. Ете, со тие средства се изградени водоводи, улици, булевари и новиот градски плоштад во Струмица. Затоа што ние во ВМРО-ДПМН граѓаните не ги делиме на позиција и опозиција, на наши и ваши, туку на оние што промолчуваат и на оние што ја зборуваат вистината. А вистината е посилна од се. И на крајот секогаш излегува на виделина. Почитувани, да се биде кандидат за градоначалник на општина Струмица и советник на листата од родовите на најголемата и најорганизираната партија во Република Македонија, ВМРО-ДПМН, за нас представува голема чест, но и голема одговорност. Затоа што ние знаеме дека граѓаните на општина Струмица заслужуваат повеќе и подобро. Затоа што општина Струмица заслужува одговорен градоначалник и вреден општински совет, кој наместо за потребите на Бранко Црвенковски ќе работат за потребите на граѓаните. Вечер вас сакам да им порачам дека ја промашиле темата. Ја промашиле темата затоа што локалната самоуправа не е место каде што се води висока политика. Општина Струмица бара труд и посветеност за решавање на потребите и барањата на сите граѓани. И додека Зоран Заев од 24 декември па до ден денешен времето го минува во кабинетот на неговиот папа, јас секој ден во Струмица бев со моите граѓани. Јас во мојата кампања ја започнав тогаш кога сите зборува дека Зоран Заев бил јак, бил силен, бил сигурен победник и никој не можел да му се спротивстави. Јас му се спротивставив. Тогаш, затоа што бев убеден дека на лагата и се кратки нозете. Лагата за 2000 нови вработени во зоната Сачево, каде се фабриките што ги ветуваше. Лага за 1000 млади информатичари што требаше да работат
за американски газда. Каде се тие информатичари? Каде е тој американски газда? Јас му се спротивив затоа што знаев дека неговата грижа за граѓаните е лажна и дека тој се грижи како со измама да купи земја за 30.000, а за да ја продаде за 250.000 евра. Во еден ден и со една сделка, тој и неговата фамилија, драги сограѓани, заработија 220.000 евра. Ја видовме неговата лага на телевизија, кога за една секунда се откажа од сите оние граѓани кои со години го поддржува и слепо верува во него. Се откажа од нив, иако 8 години зборуваше дека функцијата ја врши само за нив и нивните интереси. Ете е најголемата лага. Видовме за чии интереси работи. Тој работел само за интересите на неговата фамилија и на Бранко Црвенковски. Ние тоа го знаеме и затоа јас не се плашев да застанам на патот на вистината. За лагата да ја видат и сите граѓани. Но ја видоа и Заев и неговите послушници на празните улици на нивните митинзи. Ги видува своите лаги во колони од десетини автомобили со кои повикува на поддршка од граѓаните на општина Струмица, но не ја добија. Ете, затоа ја одбра да се скријат и побегнат од изборот на граѓаните. Јас не побегнав. Јас не отидов да го рушам собранието на општина Струмица и да го попречувам работењето на институциите. Јас не го натерав јавно да се заканува дека ќе избрка од работа секого што не се сложува со него и неговата партија, од чистачка до министер. Ете, тоа се нивните лаги, да го делат народот на чистачи и министри, на леви и десни, на богати и сиромашни, и на наши и ваши. Ви ветувам од вечерва, сите нивни делби се минато, затоа што јас граѓаните ги делам само на честни и корумпирани. Ви ветувам дека на 25 март општина Струмица ќе ја вратиме на граѓаните без разлика на нивната политичка или друга определба. Општина Струмица заслужува да биде и на листата на градовите кои имаат технолошко-индустријска развојна зона. Зона во која ќе овозможиме влез на големи странски и домашни извозни компании, со што видно ќе го подобриме најголемиот и најгорливиот проблем на општина Струмица, а тоа е вработувањето на млади и стручни кадри. Затоа што младите се нашето најголемо богатство и нема да дозволиме да аргатуваат по туги земји и за туги интереси. Јас знам како се прави бизнис од зелена ливада. Јас знам како да се произведува. Јас знам дека можам да го покажам патот кој води до успехот, затоа што верував дека еднината на општина Струмица е во производството на храна, тогаш кога никој не веруваше. Затоа ние и нашите трудолюбиви земјоделци и трговци им нудиме проект за изградба на агроберза, кој ќе се простира во зоната помеѓу Куклиш и Свидовица. Агроберза каде што трудот и маката ќе бидат достојно наградени.
Јас знам дека нашето рано градинарство треба да се промовира во земјата и светот. А за таа цел во нашата изборна програма предвидовме изградба на агросаем, каде што производителите ќе ги видат иновациите, новата технологија, но ќе го покажат она што го сработиле со труд и залагање. Ова што го ветуваме ние и ќе го оствариме, па ако сакаат секој ден да не нарекуваат земјоделска партија, нека не нарекуваат како сакаат, затоа што ние не се срамиме нито од својата земја, нито од своите дела. Драги сограѓани, нашата изборна програма содржи проекти со кои ќе го поттикнеме развојот и напредокот во сите сфери на општественото живење. Затоа ние во ВМРО ДПМН се определивме наредниот 4-годишен мандат да го посветиме на проекти од областа на инфраструктурата. Наша определба е инфраструктурата, затоа што само така на општина Струмица ќе ја возможиме постојан и превидлив развој во преработувачката индустрија, земјоделието, производството на храна и репроматеријали. За таа цел ќе го реализираме приклучокот со гасоводот Јужен тек и Струмица ќе биде една од првите општини во државата, која ќе биде дел од меѓународните коридори на газ. Со ова милионска инвестиција ќе добиеме сигурен, ефтин и еколошки чист енергенс, со кој на бизнисот ќе му возможиме конкурентно производство, а на аграрот здрави и квалитетни продукти, а на домакинствата ефтин и еколошки чист енергенс. Затоа што ние, граѓаните на општина Струмица, сакаме повеќе и подобро. Драги сограѓани, изборите се свеченост за демократијата, свеченост на која ја славиме нашата слободна волја. Слободна волја да избереме градоначалник и општински советници, кои ќе ги бранат нашите права и ќе ги остварат нашите потреби, без разлика на определбите и убедувањата на секој од нас. За нас изборите се свеченост на демократијата, затоа што слободната волја на граѓанинот се изразува само преку слободен избор. Слободен избор на програми и проекти, кои најдобро и најуспешно ќе го остварат нивните барања за подобар и поуспешен живот. Нашата партија ВМРО ДПМН ви нуди изборна програма и изборни проекти со рокови и извори на финансирање, со кои Струмица ќе стане подобро место за живење, а граѓаните позадоволни. Затоа ве повикувам заедно со нас да ги споделите вредностите на демократијата и да го изберете тоа што вас и вашите семејства ќе ги направи поуспешни и посреќни, бидејќи Струмица била и ќе биде град на слободата, а општината на сите граѓани. Да живее ВМРО ДПМН, да живее Струмица, да живее Република Македонија!